Ке завршат брканиците за патник повеќе меѓу градските автобуси, а патниците пак нема да бираат дали е државен или приватен автобусот. Од 1 јануари приватните превозници се приклучуваат кон електронскиот систем за наплата на ЈСП. Граѓаните за иста цена ќе се возат во било кој автобус со електронските картички Скопска. Значи од 1 јануар со електронските картички Скопска, без разлика дали е тоа персонализираната или не персонализираната картичка, сите патници ќе можат, како услугите до сега не се по Скопје, да ги користат услугите на приватните превозници. Значи нема да имаме повеќе продажба на хартиени билети во автобусите, било тоа да се на ЈСП Скопје или на приватните превозници Слобода, Превоз и Маки Експрес, туку ќе си ги користат електронските картички или, доколку не ги поседуваат, ќе можат да вршат плаќање преку мобилен телефон. Со новиот систем за наплата ќе се утврди распоредот на линиите на сообраќање во зависност од потребите на граѓаните, со што ќе се подобри квалитетот на превозот, но и безбедноста во сообраќајот. Преку GPS ќе се следи секое движење, времето на поаѓање и пристигнување до крајната дестинација. Картичките се издаваат во еден од 8 центри низ градот, каде веднаш ќе ве фотографираат и за неколку минути го добивате електронскиот билет кој чини 200 денари. Неперсонализираните електронски картички ќе може да се купат во една од 25 билетари на ЈСП и над 60 мастер дилери. Наплаќањето е многу едноставно и брзо. Картичката единствено се приближува до валидаторот. Целата постапка, значи, трае помалку од 1 секунда, го дава износот кој што е останат, што е наплатен, во случајов 35 денари билетот и износот кој што останува. Нова картичка што сега ви покажав како функционира, имаше ставено износ од 200 денари како електронски новчаник и уредот дава информација колку е наплатено и колку средства се останати на картичката. На другава картичка има запишано билет за 10 возења и кога истото ќе ја валидираме, дава информација уште колку остануваат. Во случајов остануваат уште 9 возења на самата картичка, така што патникот во секој момент има увид колку средства има на него, колку му е наплатено и до кога може да ја користи самата картичка. Патниците ќе може да платат и преку мобилен телефон. Другиот начин на наплата е преку мобилен телефон. За жал во моментов ова услуга функционира само преку мрежата на Телеком, на Македонски Телеком. Уште еднаш да искористам прилика еден апел до вториот оператор, до БИП1, значи да се приклучат кон овој систем и да овозможат и за нивните корисници наплатата да се врши со мобилен телефон. Пред да се овозможи плаќање со мобилен телефон, потребно е активација на услугата. Во секој автобус имаме ставено упатство во однос на тоа како се прави активирањето на услугата, доколку станува збор за постпейд број, значи се врти телефонскиот број 14 11 14 за активација на услугата, доколку станува збор за припейд корисници, автоматски се активира услугата со активација односно на дополнување на Моби Pay Voucher. Значи тоа се прави еднаш, доколку сакате да ја користите услугата, се понатаму што треба е да го завртите телефонскиот број 185, уредот се доближува, односно телефонскиот апарат се доближува до уредот до валидаторот и се остварува звучна комуникација при кој што комуницираат двата уреди и се врши наплаќањето на билетот, за што добивате како потврда на самиот валидатор, така и SMS порака со која што потврдуваме дека плаќањето е направено успешно. ЈСП Скопје овозможи и гратис возења за секоја купена неперсонализирана картичка. Со следното надополнување, граѓанинот не ја плаќа повторно картичката, туку само ја надополнува со парични средства. Со валидирање на картичката, самиот валидатор покажува уште колку средства се останати, односно уште колку возења може да се остварат, со што патникот ќе има евиденција за картичката. Месечните, 3-месечните, 6-месечните и годишните билети се впишуваат исклучиво на персонализираните картички, а на дополнување со средства и купување на билет со 10 возења може да се направи и на двата типа картички. Скопска картичките задолжително треба да се валидираат на апаратите во автобусот, без разлика дали станува збор за бесплатен студентски, ученички или билет за пензионери. Надлежните очекуваат со новиот електронски систем да се подобри квалитетот на превозот, ќе се намалат клучните проблеми со наплатата, турканиците, а ќе се контролира и движењето на автобусите.